Добро вечер, почитувани гледачи и слушатели, и добро дојдовте во новата епизода на нашата дебатна емисија Мали ноќни моабети. Во последниве децении во државава се соочуваме со една внатрешна миграција, од селата во градовите, бидејќи луѓето секако се во потрага на подобар живот, на подобра инфраструктура, подобри работни места и секако подобра забава, особено кога станува збор за младите. Меѓутоа, сепак има некои, јас ги нарекувам рурални ентузијасти, кои што се борат да ги задржат традициите, да го задржат, да го развијат руралниот туризам и некако да опстанат во местото каде што се родиле. Денеска баш имам еден таков ентузијаст, тоа е нашата гостинка Роза Трајковиќ. Роза, добре дојде. Добро вечер на слушателите на овој подкаст и благодарам за поканата. Роза инаку е една од основачите на невладината организација Руралума 100 и добитник на наградата за зелена идеја на Европската унија, во емисијата на Европската унија во Скопје. И често гледам за тебе, гледам на Инстаграм приказки за промовирање на руралниот туризам, сите активности кои што ги организирате за промовирање на традиционалната храна, за велосипедски тури од твоето родно село Уминдол до Ново село или некои околни кумановски села. Меѓутоа, сепак, ако можеш да ни споделиш повеќе детали, бидејќи ова само го гледам од слики, не ги знаеме ни ние, ни кумановската публика деталите за вашите активности. Ќе мора да одиме прашање по прашање, затоа што тука има многу што да се зборува, да не се изгубиме во темата. Пред се би сакала да кажам дека јас преферирам тоа да го нарекувам селски туризам. Од причина што изгледа дека ние дојдовме до тоа дереже денес во Македонија да се срамиме од зборот селски, па затоа имаме рурални жени, рурален туризам, рурална средина. Порано се знаеше, живот на село, селски туризам и така натаму, или жена од село, што не е ништо срамно да се каже. Така што веќе кажам дека да, развивам селски туризам. Сдруженијето Ума 100 постои 3 години, го формиравме со таа идеја, со идејата да го промовираме тој селски туризам во Уминдол, меѓутоа е на територија на цела општина Куманово, затоа што сметам дека таа понуда некако изостанува тука на ниво на општината. Гледам дека организирате многу активности, есенско пазарче, туршијада и така натаму. Ќе сакаш да ми кажеш повторно повеќе детали за овие активности, што точно правите во текот на ова промоција на селскиот туризам? Благодарам за корекцијата, да. Имаме 2 годишни настани. Сега имаме многу активности, тековни проекти и така натаму, меѓутоа станавме препознатливи по 2 годишни настани. Едниот е пролетен на денот Цветници, една недела пред Велик ден, секогаш се паѓа во недела, и тука на една селска ливада организираме пикник, каде што приготвуваме домашна локална храна, каде што луѓето доаѓаат. Тој настане пропретен со спортски активности, со културни активности, отворен е етномузејот во селото. Тоа е буквално како еден отворен ден на селото, кога луѓето ќе дојдат, ќе може да уживаат во чист воздух, во убава селска атмосфера, да јадат локална вкусна храна и така натаму. Нудиме и други активности од типот на возење велосипеди, како што спомнавте, а годинава на овие Цветници имавме можности да се јаваат коњи тука кај нас на Зелената ливада. И вториот настан, кој што всушност се одржа пред 10 дена, е есенско пазарче, тоа не е главен ударен настан. Тука излегуваат малите производители од Уминдол и од Ново село и ги нудат своите производи, свежи производи, преработки, мармалади, сокови, джемови, месени домашни пити, турши и така натаму, и ни доаѓаат посетители. Оваа година главно имавме посетители од Скопје, меѓутоа не изостанаа ни посетителите од Куманово, од Велес ни дојдоа гости, па имавме и странци, дури некои странци што живеат во Скопје, па дојдоа кај нас на настанот, така што навистина убаво помина. 3-та година поред се одржува есенското пазарче и за 3 години некако нескромно ќе речам дека лека полека градиме еден мал локален
локален бренд. Зашто бренд? Не нели премногу ако кажам, затоа што веќе месец-два однапред луѓето не прашуваат кога ќе биде есенското пазарче, да си го ставиме во календар, да не го испуштиме годинава, и тоа значи дека веројатно стварно луѓето уживаат и едва со нетрпение чекаат тие настани да дојде датумот, нели, за тие настани. Да, го промовират и Куманово, нели, и околните села. Одлично. Видов на една од сликите на Инстаграм дека имате и маскота, некој гусок, банат ли, како нешто така некој се нарекуваше. Ке сакаш да ми кажеш која е идејата за овој гусок, што ве потикна тој да биде маскота на здруженијето? Секако, да. Ни изостанува сувенир некој типичен што ќе отсликува традицијата на Уминдол и на Ново село, и тоа некако спонтано се роди од причина што до 70-тите и 80-тите години Уминдол и Ново село биле многу познати по одгледување на гуски. Сите раскажуваат како јата гуски се белееле по улиците на селото, и некако во 90-тите години таа традиција згаснува, а веројатно е донесена кога настанува селото по Првата светска војна. Тоа е колонистичко село Уминдолина, кои се доселувале луѓето од сите краишта на тогашната Југославија, или тогаш било кралство СХС, и тие што дошле од Банат, од Славонија, од тие северни краишта, ја донеле со себе традицијата на одгледување гуски. И ние сега во Уминдол се обидуваме и во Ново село се обидуваме да ја вратиме таа традиција. Јас бев прва во селото што ги врати живите гуски, нели, да се одгледуваат, па сега лека полека ги шириме. А гусакот кој што го видите, претпоставувам на нашите социјални медиуми, тоа е дел од еден надпревар, имаше надпревар за зелени идеи кој што го организираше една организација од Скопје Арно, и идејата беше да биде врзано со традиција и со културата од кај што доаѓаме, меѓутоа да има и еко компонента во неа. Така што нашиот гусак е полнет со сено внатре. Да, и успеавме да креираме една локална еко маскота, јас ќе речам. И годинава на пазарчето прв пат го промовиравме и навистина беше хит меѓу децата, затоа што стварно го купува, и по настанот ни праќаа слики и дете гушното со гуската дома во кревет како заспева, така што стварно беше прекрасна гледката. Супер, одлично. Сега во врска со финансиите, спомнавте дека нели ме интересира дали добивате фондови од странство или од нешто од локалната самоуправа, или дали сами се снаоѓате на еден начин да го промовирате ова здружение, бидејќи идејава е прекрасна, ама не знам колку е поддржана. Се снаоѓаме и така, од се помалку. Имавме неколку проекти кои што беа финансирани од некои странски донатори, тоа е најчесто преку Европска унија, нели, па ние добиваме некои помали грантови за да набавиме опрема, да можеме да одржиме обуки, малку да го едуцираме и да го поттикнеме населението да се вклучи во такви активности. А неодамна добивме еден проект од општината, од локален економски развој ЛЕР, така што во тек е сега спроведувањето на тој проект. Креиравме нов бренд под кој што заеднички ќе настапуваат сите жени што произведуваат нешто, и ќе имаме една кратка обука за сместување во селско домаќинство, што тоа подразбира и какво ниво на услуга се очекува, така што се надеваме дека и од тој проект ќе има некаков ефект. Меѓу другото набавивме и таму некаква опрема исто што ќе биде ставена во функција на развој на селскиот туризам. А какви се потенцијалите на селскиот туризам? Дали може селскиот туризам во Куманово да напредува, да се проширува? Што мислиш ти? Може, меѓутоа треба да тргнеме од нула. Работата е што моментално понудата во Куманово е многу исфрагментирана и скоро да не постои, така што еве Уминдол и Ново село се обидуваме да ги промовираме, тука и Бислимска клисура и село Пчиња. Со дечките од Пчиња имаме одлична соработка исто до сега. Тие си го сакат своето село, ние нашето, па се обидуваме заедно нели нешто да направиме. А инаку Куманово има што да понуди, има и културно-историски споменици, и средновековни цркви, манастири, и споменици од воениот и поствоениот период и така натаму, меѓутоа нема интегрирана понуда. Кога ќе дојде човек во Куманово, не знае што да посети, спорадично е тоа се. Летово, например, имав посета од едни германци што дошле во Куманово, кутрите за 10 дена во Куманово, века не знаеме што да правиме. И случајно ја нашле нашата понуда на TripAdvisor, дојдоа да возат точаци, да им подготвиме пита и кисело млеко, и беа презадоволени
задоволни, затоа што има многу ниски очекувања, па кога извадивме нови велосипеди и кога понудивме вкусна храна, рекоа, ова е веќе над нашите очекувања, што укажува на тоа дека стварно очекувањата им биле многу ниски. И сметам дека Куманово и општината треба малку по сеопфатно да размислува за тоа и да се изгради некаква издржана стратегија за развој на селскиот туризам, затоа што понекогаш имаме случаеви само да се инвестира во нешто, да се вложува, меѓутоа промоцијата изостанува и изостанува оној одржливиот дел, како тоа после да се одржи во живот. Да, мислам дека е тоа главен проблем. Имам гледано неколку емисии, да кажеме во Франција, кај што млади французи се враќаат во селото, добиваат субвенции, подршка од владата, меѓутоа мислам дека, не знам дали ти се согласуваш, дека не е само до финансиите, туку како што спомна на почетокот, кај нас некако ќе кажеш село, селаните се деградираат, ги гледаме како некултурни, валкани, нели некако таа предрасуда имам, сега во село ќе одам. Има ли можност, не знам, мислите дека младите ќе почнат да се враќаат во селото ако се смени тој менталитет и ако добијат поголема финансиска поддршка од властите? Па јас мислам дека тоа лека полека се менува и се надминува со нашите генерации, дека тој концепт веќе е минато, што ме радува, особено денеска младите кои што живеат во дигиталниот свет, каде што се ви е достапно на еден клик, навистина не ви менува каде сте и како сте. Единствено нешто што изостанува во нашите села, што и не е мала работа, е лоша инфраструктура, значи мене дневно дома по 5 пати ми снемува струја по 10 до 15 минути. И ако јас имам гости во моето селско домаќинство, луѓето не може да темпираат кога ќе се тушираат, кога не. Да не правиме муабет за оптички интернет и за такви некои други услуги. Значи, таквите работи ги одвраќаат младите, меѓутоа мислам дека па и не е толку лошо, особено селата како што е моето Уминдол, кој што се наоѓа на пола пат помеѓу Куманово и Скопје, дека лека полека младите сваќаат дека тоа денес е привилегија, да имаш, да си на свој имот, да не плаќаш кири, да не плаќаш кредити, да дишеш чист воздух, да имаш достапна свежа и здрава храна, тоа ќе бидат привилегиите на 21-виот век и на модерното време. Да, претпоставувам сега со појавата на дигитални номади, можеме не само македонци, туку и странци да го развиваат туризмот, тоест да се доселуваат, бидејќи како што рековте, доволно е сега интернет, покриеност низ целата држава за да може да работат од било каде. Да, бидејќи еве го спомна загадениот воздух, додека те чека, веќе грлото ми се фати од загаденост, кашлав неколку пати, така што многу е голема предност да се живее во село на чист воздух и со велосипед. Знам дека и велосипедизмот ти е едно твоја љубов, да кажам на еден начин, и една од активностите на твоето здружение. Како го промовирате велосипедизмот? Секако супер навика, супер идеја. Една од многуте мои љубови. Приоритет. Имаме велосипеди, имаме маркирана велопатека од Уминдол до Пчиња по Црнколски пат, поминува низ Агино село и низ Студена бара и завршува на Бислимска клисура. Меѓутоа и тука во селото нудиме можност за возење велосипеди, имаме офроуд велосипеди и така со велосипед најубаво можете да доживеете нова средина, можете било каде да застанете. Така што нудиме опција, на пример, кога е суво времето и кога може да се вози по Црниот колски пат, возење велосипеди низ поле, дали тоа ќе биде до Агино село на 7 километри далечина, дали тука низ полето околу Уминдол и околу Ново село, а во случај кога има дожд и кога е мокро затоа што таа земја е многу леплива, тогаш низ Уминдол и низ Ново село по асфалтен пат и правиме тура со застанување во неколку автентични дворови каде што луѓето може да си направат нели фотосесија, да си сликнат некои кадри од селскиот живот и селската идила. Одлично. Ни наброја неколку активности, но ме интересира ти во нив како си, дали си директно вклучена, значи дали подготвуваш некои традиционални јадења, дали го промовираш преку своето живеалиште руралниот селскиот туризам и така натаму, што лично ти применуваш? Дали сите тие активности кои што ги спомнавме сама ги правиш? Секако дека да, затоа што само така може да се пренесе автентична приказна, нели? Јас и ти се знаеме долги години, знаеш дека живеам таму, живеам на село, го живеам тој живот кој што всушност го промовирам и ги поддржувам и другите луѓе за нели да помогнеме со промоција и за да може некој од тоа потоа да заработува, барем дел од приходите да ги остварува. Така што јас имам регистрирано селско домаќинство
домаќинство кај мене дома, нудам сместување, локална храна, искуство, чувам дома кокошки, гуски и мачиња, добро, тоа не се смета, нели? Не е храна. Да. Да. Зависи каде. Да, зависи каде, баш така. Инаку и јас моите гуски и кокошки не ги јадам, само јајцата. Да. Имам и своја банка на семења, така што се садам бавча секоја година, градина имам. Тоа е многу мала површина, меѓутоа доволна за своји лични потреби, да биде уште една љубов и едно хоби, нели? Одлично, тоа е многу интересно. Јас баш за оваа година бев во Риека кај едни пријатели и тие гајат органски микробилки. Знаеш, имаат, не знам, микрогринс што ги викаат. Ркулци од сончоглед, од моркови, од поточарка и така натаму, и тоа веќе е многу развиена индустрија таму. Дали има таква некоја опција и во умидол или повеќе на зеленчук и на традиционалните овошји зеленчук? Јас според принципот на баба, како правела баба, така правам и јас. Баба немала микробилки, така што не јас не ги одгледувам. Баба има спанач и штавињак и тоа. Да, штавињак и лобода. Да. А дали станува збор за традицијата? Значи јас поаѓам од моите деца. Моите деца не јадат ајвар, не јадат джем и јас престанав да правам туршија баш поради тоа, бидејќи некако велиш зошто да трошам време и енергија кога потоа никој не ти ги јаде и кога нели може да се купат, нели сега некако се може да се купи. Дали се уште вие во Умидол и во околните села се држите некако до традицијата и до нели тие ритуали на еден начин на готвење? Да, задржан е тој принцип затоа што во Умидол и Ново нели сите имаме големи дворови, во дворовите сите имаме и овоштарници, и бавчи, и сите вишоци на некој начин ги преработуваме и тоа плюс и го нудиме на есенското пазарче кој што го спомнав, нели, и на пикник цветници на двата настани. И јас исто, јас преферирам се што можам да преработам, нели, чери домачињата ги сушев на кров, па сега ги ставам во тегла со маслиново за да ги зачувам за зима. И тоа што не можам да го произведам, секогаш гледам да си го најдам тука од селото, например козјо сирење од комшиката, јајца ако моите кокошки не носат на комшиката, нели, носат и така натаму, така што се што може да биде локално, првин за себе се трудам тоа да го ставам во потрошувачката кошница, меѓутоа и за луѓето кога ќе дојдат да ги угостиме и странци. Ете, не знам дали е предвидено прашање да си кажам сама, дека имаме и групи холанѓани кои што ни доаѓаат ова година од април до октомври, сега во октомври ни беше последната група, така што и тие кога ќе ни дојдат гледаме да ги угостиме со се локално. Ракијата од слива, шливовица многу им се допаѓа, ќе им направиме колачиња некои така потипични старски што се вика и се, кога ќе влезат кај мене во дворот некако им импонира тоа што ќе си наберат доматче, па нели ќе го вкусат одма свежо. Овошје и така натаму. А тоа сега те прашам и за гостите. Дали повеќе имате странски туристи или македонци и дали некако ми се чини, сама спомена дека станувате се популарни, дали се зголемува бројот на туристите? Се зголемува бројот на туристи, меѓутоа треба да имаме малку поорганизирана промоција, особено онлайн промоција. Инаку генерално во Македонија многу лоша состојбата со туроператорите кои што носат организирани тури, затоа што Македонија како држава и исто како и општината нема стратегија за развој на тој тип на туризам. Најчесто странците доаѓаат на оние кружни тури низ Балканот, ќе почнат Србија, Црна Гора, Косово, Македонија и секаде се задржуваат по 2 до 3 дена. И кога некој ќе дојде во Македонија на 2 или 3 дена, тешко дека јас можам во Умидол пола ден да го задржам, нели? Маврово, Битола, Охрид, Скопје, Матка, чао, пријатно, отиде за Албанија, нели? Така што се обидуваме пола-пола да комбинираме малку странски, малку домашни посетители, затоа што и Скопје не е пазар што треба да се потцени, нели? Има и тука луѓе кои што веќе се толку многу оддалечени од селото и од природата што сакаат викенд бегство некаде што пак ќе им биде блиску до Скопје. Имавме странски туристи, главно холанѓани. Зимава планираме да поработиме малку поинтензивно на промоцијата за од следната година 26-та можеби да издоминираат малку повеќе странските посетители. Инаку јас дома лично имам сместувачки капацитети на Airbnb доаѓаат. Имав мексиканци, сега беа едни малтежани, дошле да се качуваат на карпи во Бислимска клисура, па дојдоа да преспијат кај мене. Срби на поминување од Србија на кај Грција или од Грција назад. Така што на Airbnb во сместувањето се разликува составот на луѓе, повеќето се странци.
Одлично, прекрасен начин да промовирање на не само на Куманово, туку и на целата држава. И сега спомнавме нели за здрава храна, незагаден воздух. Дали кога вие подготвувате од локални производи, дали тоа е органски, значи не прскани производи или се едноставно само локални? Дали внимаваме со тоа, да, на пример, некогаш морам да интервенирам со нешто малку во бавчата, дури да е тоа мини интервенција, ама не можам пак да го класифицирам како органско, затоа кога им кажуваме на луѓето најбезбедно е да кажеме дека тоа е локална храна. Да, органска имам, на пример годинава имавме органско грозје, јас и мојот брат имаме лозје кое што го одгледуваме, па направивме и органско вино, меѓутоа немаме сертификат за тоа затоа што ние си го правиме за своја душа. Јас лично знам дека лозјето 3 години не е третирано со недозволени хемикалии, дека годинава даде органски вранец и така натаму. И тоа е најчесто им го кажуваме на луѓето и на посетителите, немаат причина да не ни веруваат, затоа што кога ќе направите муабет со човек, вие веднаш ги гледате вредностите, така што тука не може многу да се излаже, нели, што е и како, и кога ќе му се каже отворено на човек што е што, веруваат во тоа. Или јајцата се можеби еден од домашните производи со кои најмногу се манипулира, можам да речам, домашно јајце или селско јајце кога ќе речат. Ама што е селско јајце? Затоа што и во село имате случаи кога луѓето ги чуваат кокошките затворени и ги хранат со соја и за да им носат повеќе, нели, на бројка да се зголеми приносот. А кај мене кога ќе дојдат ги гледат 20 кокошки дека шетаат во 1000 квадрати. Да, затоа и прашав за органско производство, бидејќи една пријателка се жалеше како ако не ги прскате јаболката, на пример, ќе бидат минијатурни. Никој нема да ги купи. Значи мора некој да се интервенира, меѓутоа сепак, нели, ова како што рече локално производство, внимавате на тоа. Знаете како природата сама си регулира. Една година нема да имате јаболка, другата година ќе нема да знаете што да им правите на јаболката. И сега проблемот со нас, добро, проблемот со нас е што ние не сме навикнати да се препуштиме на законитостите на природата и сакаме да интервенираме за секоја година да имаме некаква сигурност. Во принцип, некоја година е добра за јаболка, друга за ореви, трета за не знам што. Ако не произведувате масовно и ако не ви зависи екзистенцијата од тоа, нема причина од премногу интервенција. Плюс, кога сме веќе кај сортите овошје, зависи каква сорта. Имаме стари сорти на овошје кои што се многу отпорни. Јас, например, имам стара модра слива дома во дворот, ние ја викаме пожегача, тоа е српска некоја сорта. За таа слива немате потреба да ја прскате, затоа што скоро секоја година раѓа. Стари круши имам по 100 години стари, мојот прадедо што ги садел, тоа не дека некогаш е прскано. Така што со модерниве сорти малку и ние сакаме да оптимизираме, тоест да максимално да извлечеме принос и потоа се жалиме, па не може и тоа, нели? Тоа е така, добро да го јадеш она што го има локално и сезонско, нели, не можеш така. Се кажеме авокадо ми се јаде или лубеница во февруари, не оди, мислам нормално дека тоа тоа е друг муабет. Исто да се вратам на муабетот со јајцата. Сега и потрошувачите не сваќаат дека во декември, во јануари нема јајца и тие исто ги бараат како и во мај и во јуни и автоматски тука се создава неприродна побарувачка, па затоа и понудувачите бараат начин како да ја, нели, да ја задоволат таа побарувачка. Да, нормално и свеста треба да се промени, особено кај нас, бидејќи, нели, гледам во европските земји на запад некако веќе тоа органско, здрава храна, чист воздух многу е доминантно на еден начин. Кај нас сега почнува свеста за тоа да се развива. И мислам дека тоа сакам да прашам за локалците од Думиндол, помладите, дали тие учествуваат во активностите, дали се свесни за овие работи, дали помагаат малку или? Свесни се, иако на почетокот воопшто не беше лесно. Не беше лесно со никого, сите беа резервирани и скептични, и по старите и по младите, и навистина требаше да бидеме упорни за да покажеме. На првиот настан ги теравме со сила, на вториот настан веќе сите беа доброволени и на третиот настан веќе сите сакаа да се вклучат. Веќе носат свој јадења. Да. И некако сватив дека тоа е процес, за да се смени менталниот склоп кај луѓето треба да поминат 2 до 3 години. Ние слеговме во 3-та година сега на активности, континуирано да речеме, и во 3-та година веќе се оди многу погладко и полесно, и младите се вклучуваат, и основното училиште се вклучи, има свој штанд годинава, децата се организира, подготвува некои колачења, па ги пакува, па ги украсува и така натаму, плюс ни волонтира, помагаа на настанот, и навистина сум задоволна од тоа како целата заедница, буквално сите од сите старосни категории се вклучија. Едни нудат трактори за транспорт, нели, да се пренесе логистика,
логистика, други помагаат со креатива, трети не знам со нешто друго и така натаму. Одлично. Некако со технолошкиот развој, нели, луѓето се повеќе се одвојуваат од селото, меѓутоа сега како почна вештачката интелигенција да ги краде работите на луѓето, се поставува прашање дали ние на крај ќе завршиме пак на село, ќе обработуваме земјата, ќе се ја произведуваме својата храна, бидејќи некако храната секогаш е потребна и мислам дека тука нема толку голема можност за интервенција на вештачката интелигенција или технологијата. Што мислиш ти, дали луѓето некако ќе се вратат пак на природата и на земјоделието? Се враќаат, затоа што живееме во можне неизвестни времиња. Се сеќаваме во короната што се случи кога сите мора да бидат затворени по дома, па сите бара викендици, куќи на баби, на дедовци што биле заборавени со децении претходно. Така што навистина не знаеме новото време што носи со себе и убаво е да се има таква резервна варијанта. И јас лично мислам дека земјата е еден од ресурсите кој што ќе недостасува се повеќе, нели се зголемува бројот на населението. Се во Македонија добро, можеби имаме процес на иселување, меѓутоа на глобално ниво гледано, земјата никогаш не може да изгуби. Таа си е ваш ресурс, ако ја поседувате, може само да ви се најде во одреден период. А зошто луѓето не се враќаат за помасовно? Затоа што не може достоинствено да се живее во Македонија само од земјоделие. И може кога спомнавме нели дека луѓето се срамат од придавката селско и од селскиот живот, можеби затоа што не може да се обезбедат достоинствен живот. Пред малку правевме муабет, нели си била во посета на Минхен и јас одам таму често. Например, во Баварија сум имала можност да видам како изгледа еден просечен баварски селанец кој што се занимава со сточарство, со обработка на земја. Тие луѓе се господа таму. И таму е гордост да каже он дека обработува 20 хектари земја наследена од неговиот прадедо или од дедото, затоа што тој човек може да си приушти во животот еднакво се како и некој друг што живее во град и што работи во IT компанија. Да, кога ќе ги видиш, мислам чудно е кога кажат, ние работиме на поле, ти очекуваш нели валкани со кал, со не знам како, комплетно дотерани и си работа таму и баш така тоа што велиш се горди на таа традиција. И уште еден друг момент што сум го забележала, замислете кај нас во Куманово или во Скопје да видите млад човек да се прошета во народна носија. Сите ќе се крстат, нели? И ќе му се смеат. И ќе му се смеат. А во Баварија, јас сум била во дело таму кај што им се универзитетите, си ги носат баварските оние кожни панталони што ги гледаме на Октоберфест, сосема нормално луѓето, студенти на факултет, девојчињата во такви фустани, нели, со лечињата тука, заврзани си се шетаат низ град, одат на факултет на кафе и тоа е сосема нормално кај нив, значи луѓето имаат свест за својата традиција и си ја ценат. Да. Што е штета, еве пак зборуваме, значи јас иако се трудам повторно поаѓам од моите деца, од моето семејство, иако се трудам нели да правам туршија, да правам нешто традиционално, некако глобализацијата си го зема замавот. Еве керка ми не јаде, спомна фајвар, вели многу убаво мириса, ама не ми се допаѓа вкусот на пиперка, ама виетнамска храна или кинеска храна ќе јаде. Син ми, джемот не е лош, ама подобро ми е, не знам, конфлекс некој, да кажам, нели американски појадок. Дали тоа има влијание, таа глобализација, ама ние го гледаме само она модерното, не го гледаме како што рече и сама дека и во Америка и во било кои развиени земји си работат на земјата и си го ценат руралниот живот, си ги ценат целата. Веројатно да, меѓутоа со годините еве да ти влеам оптимизам, ќе се сменат работите и кај твоите деца. Да. Ќе станат свесни нели за локалното и за вредноста на традицијата и така натаму. Може и јас на 7-18 години за некои работи не сум била свесна и не сум ги вреднувала на вистински начин, меѓутоа времето си го направило своето. Имаш право, и јас не јадев пиперка до 17-18 години, сега сакам пиперки. Треба да им се даде шанса на младите. Баш така. Ме интересира сега за идните планови. Дали имате некои конкретни планови да се проширувате, уште повеќе да се промовирате? Па ние сакаме да растеме, меѓутоа сакаме тој раст да биде органски, затоа што знаеме колку ни се капацитетите и не сакаме премногу да порасне приказната за да се изгуби автентичноста. Тоа ни е многу важно. А второ, планови секако имаме, сместувачкиот капацитет ни е следниот голем исчекот, значи една куќа во селото само не е доволно, би сакале уште неколку куќи да ставиме во функција, да може да се сместат луѓе кога доаѓаат, а сега се впуштивме во еден малку поголем потфат
добивме еден објект од државата на користење на име на здруженијето и тој објект се обидуваме да го изреновираме. Тоа е една прекрасна стара камена куќа, 100 години стара. Некој познат руски инженер ја проектирал на времето 1930 или дури пред 1930 година и организиравме донаторска кампања или тоа фандрейзинг како се вика сега модерно, за да собереме средства барем кровот да го санираме, па потоа лека полека внатре нели ќе се средуваат работите и моментално сме фокусирани на тоа. Значи првен кровот да го санираме, за потоа да можеме тој објект да си го ставиме во употреба и тогаш ќе биде супер. Таму ќе може да се прават и настани, и тимбилдинзи, и работилници и се нешто, затоа што и просторот околу објектот надвор е прекрасен, една многу убава зелена ливада. И така, и ќе може да ни поменуваат и велосипедисти, затоа што Уминдол и Ново село се на меѓународна велорута, таа Евровело, па се рачва на неколку места низ Европа и едниот дел поминува кога ќе се исклучат на Табановце по автопат, потоа низ Уминдол за да стасаат до Скопје. Имаме многу странци на велосипеди што поминуваат низ селото, па така би било фино да можеме тука да им направиме некаков хаб да биде, да речеме. Одлично. А во врска со реконструкцијата, тоа е обновата на таа стара куќа, сами се собирате од донатори или имате поддршка од локалните власти или не? Не, фандрейзингот е онлайн. Тоа е една меѓународна платформа на која што ја поставивме кампањата и сега ја промовираме преку социјални медиуми. И тука морам да кажам една работа. Значи, тоа се главно луѓе кои што не знаат, кои што не познаваат, луѓе од диаспората што потекнуваат од селото, преку контакти, луѓе, врски, пријатели, успеавме за месец и пол да собереме околу 3000 евра, што воопшто не е малку. Меѓутоа направив еден експеримент. Ги изгуглав најдобростоечките 10 компании од Куманово и на сите 10 компании им пративме мејл дали на некој начин сакаат да помогнат. Луѓе, не само што не помогна, ниту еден не одговори на нашиот мејл. Значи, јас не можев да поверувам, да кажат само во ред го примивме, не сме расположени, ќе видиме, ќе размислиме што и да не кажат. Тотално не изигнорира и јас сваќам дека Куманово нема култура за општествена одговорност. Тоа е, мислам, добро, може и не требаше да очекувам да биде поинако од старт. Тоа е штета, бидејќи ова е многу интересна идеја. Значи можат и други села да се вклопат, не само вклучат овде, не само Уминдол и Ново село, може нели некои други села, ама заборев само те прашам што значи Рурал Ума 100? Секогаш ме чудува од каде тоа име. Добро. Рурал инаку не е дел од името на здруженијето. Рурал го ставивме на социјалните медиуми само за да асоцира на нешто дека се работи за нели за селско што се вика. А Ума е тип на глина, поточно тип на варовник, скоро сватев дека е варовник, кој што се ископува во една долина во атарот на село Уминдол и таа, ајде ќе ја наречеме глина, се користела порано за хигиена. Таа може да се направи како прав и со неа жените переле коса, па дури переле јалишта. Значи имала употреба за одржување на хигиена како детерџент. И таа сега е како камчиња едни такви сивки. Ние ги најдовме по старите луѓе што знаат кај се ископува умата, па ни покажа, извадивме еден дел чисто за демонстрација, нели? А 100 затоа што здруженијето го формиравме по повод 100 години од постоење на Уминдол. И се сеќавам тогаш, по повод еден век, сакавме да снимиме документарец, чукнавме на вратата на општината и рековме, дечки, така и така, ние сме 2-3 ентузијасти, сакаме документарец да снимиме, можете ли некако преку Фондот за култура да ни помогнете? И од таму ни рекоа, браво, супер, прекрасна идејата, меѓутоа не сте правен субјект, како да ви помогнеме? Не даваме така на поединци, на физички лица. Аха, добро, значи треба да сме правен субјект. И отидов во Централен регистар, го формиравме Ума 100, така што Ума е тип на глина, а 100 по повод 100 години од постоење на Уминдол. Одлично, прекреативно име. Затоа што Ума беше зафатено во Централен регистар како име, па моравме да дадеме истотка, нели? Тоа име беше слободно. Одлично. Ти благодарам многу, Роза, значи многу работи дознав, значи јас се надевам и нашите слушатели и гледачи затоа што не знаевме. Ова е прекрасна идеја. Се надевам дека ќе продолжите да се развивате и дека ќе добиете уште поголема поддршка и уште поголема популарност, бидејќи навистина ова е прекрасен начин да се промовира
нели селскиот туризам, селото, бидејќи мора да признаеме дека Македонија е пред се нели рурална, тоа е земјоделска земја. Немаме ние некои развиени индустрии, пред се земјоделието е сега за жал што се оддалечивме од него, тоа има многу причини, историски, политички, не знам, инфраструктурни и така натаму. Во секој случај ти благодарам многу, ти посакувам успех во понатамошната работа и благодарам што ти беше гостинка. Ви благодарам и вам, драги слушатели на Радио Сквер и драги гледачи на нашиот подкаст и се надевам дека ќе се видиме и следната недела во следната епизода од Мали ночни моабети. Лека ноќ!